Добар ден, криптоентузијасти. Денес на нашиот канал ќе направиме апдейт на нашето портфолио во однос на тоа што го купивме во претходниот викенд, затоа што, како што рековме, блиску сме до, да речем, одредено ниво на купување кое што според нас како тим одлучивме дека е паметно да се направи, а тоа беше на 18, практично еден ден после оваа зелена точка, тоа беше на 18 јуни. Со тоа што го апдейтиравме нашето портфолио и моментално, како што може да видите, значи имаме приказ од левата страна каде што може да видите она што планираме да го имаме на крајот од 2024 година, нормално процентално представени. Со тоа што покрај првите две категории овие планираме да ги акумулираме подоцна во bear маркетот, кога ќе утврдиме дека веќе самото дно е утврдено и потоа ќе можеме да реалоцираме од оние кои што веќе ни се купени во овие кои што моментално се наоѓаат овде. Со тоа што моментално изгледа вака, значи ова е на 18.6, она што успеавме да го направиме, да купиме и како што може да видите моментално ова е процентуалната представеност на нашето портфолио во моментов. Со тоа што реалоциравме само 25 од постојаните 100% кои што ги имавме во стейблкоини и кеш, алоциравме 25%, тоа беше на 18.6, како што веќе реков. Сега ќе апдейтираме детално зошто го направивме тоа и што уствари понатаму планираме да правиме околу самото портфолио. Со тоа што прво го направивме заради тоа што моментално имавме, како што може да видиме на самиот Market Cipher, значи имаме имаме higher low на бранот на движење на цената, што со lower low на самата цена на биткоин, што е уствари bullish divergence или практично представува промена на трендот од bear во bull, но тоа на кратка, значи како што рековме, тоа е само на дневна база и затоа со постигнување на оваа, да речем, ниска цена, значи во текот на денот на 18-ти направивме неколку купувања, меѓу кои купивме поголем процент на Ethereum, среден процент, да речеме, на ADA и нешто DOT, со тоа што, значи, варираше цената на биткоин во текот на денот негде околу 19 до 18.500, иако нели најдлабоката цена беше, рековме, и под 18.000, но сепак, значи во овој дел некаде околу, да речем, средината на оваа свеќа го направивме она што планиравме да го направиме. Со тоа што, како што рековме, значи во текот на денот гледавме какви се самите цени, со оглед на фактот дека знаете и сами дека цената на Ethereum падна длабоко под 1000. Значи направивме распределба на нашето портфолио на 4 сегменти, со тоа што во иднина планираме да направиме, предпоставуваме дека ќе направиме 4 големи купувања заедно со ова во текот на овој bear market, со тоа што ова од 25% го направиме заради тоа што прво ја видовме ова bullish divergence, што очекуваме дека можеби цената ќе има корекција блага нагоре, барем до ова зелено поле од кое што падна, кое што е уствари, да го повлечеме, представува претходниот bull run, кога цената се движи нагоре, само да ви покажам каде сето тоа уствари се наоѓа. Значи во овој сегмент гледате, ова е уствари последниот степен на отпор пред да добие поддршка цената нагоре и да пробие преку овој левел. Тоа е уствари моменталното зелено ниво кое што го гледаме овдека, овој канал. Затоа и веруваме дека на краток временски период може да добие корекција нагоре пред да продолжи со движењето надолу повторно, нормално, со оглед на фактот да се наоѓаме во длабок bear market, но да не забораваме дека цената за малку не го допра нивото од 300 неделната средна вредност, што е едно од оние нивоа кое што е многу битно во однос на bear маркетот. Да ви покажам уште едно зошто, за оние кои што не ги гледале нашите претходни видеа. 2017 до 2019 bear маркетот, буквално дното беше оформено со допирање на оваа линија, односно оваа средна вредност од 300 недели. Со тоа и, нели, чисто сакаме да алоцираме барем дел од нашето портфолио, нормално еден поголем дел од нашето портфолио, во овој случај 25%, за да не ни биде жал дека сме го пропуштиле дното доколку ова е дното, нормално останува да видиме, но затоа и рековме, DCA е стратегија каде што не ризикувате премногу. Поентата на DCA е да го распределите вашето портфолио и постепено да внесувате од истото кога очекувате дека се наоѓате блиску до дно или барем во тој сегмент од самото дно. Затоа и како што рековме, моментално
овој сегмент, паѓањето по 200 неделната средна вредност и доближувањето до 300 неделната средна вредност е според нас соодветен момент за реалоцирање на нашето портфолио повторно во крипто. Сега ќе ви кажем и кои валути и зошто, но сакав прво да ви покажам нели зошто моментално одлучивме да купиме овде, со тоа што тоа не го менува фактот дека можеме да добиеме уште подлабоко движење на цената надолу, но како што гледаме овде, значи ова е катастрофална последица од последователни многу недели каде што немаме никаква корекција нагоре и гледаме дека во поголемиот дел од индикаторите сме oversold, но подетално ќе дадеме анализа утре, затоа што сакаме прво да видиме како ќе изреагираат денес пазарите во Америка, кои што се уште затворени. Тоест, гледате, холидеј, значи ова јас не го знаев искрено. Значи празник е, значи дека самите маркети нема да очекуваме денес кога бидат отворени, но за разлика од тоа ќе го направиме, значи самата битка анализа ќе ја направиме утре, кога ќе добиеме барем еден ден да видиме како самите маркети ќе се прилагодат на почетокот на оваа недела, односно каков ќе биде показателот кај нив, значи дали ќе имаме пад, дали ќе имаме стабилизирање, дали ќе имаме раст. Според тоа ќе направиме анализа на биткоин, односно што очекуваме за оваа недела барем. Ова е чисто да ви кажеме зошто купивме и зошто мислиме дека ова е паметно да се направи алокација барем на дел од своето портфолио, затоа што повторно доколку се вратиме на макросликата, како што рековме, макросликата е единствена слика која што нас не интересира како тим. Затоа и кога ќе се вратиме на самата макрослика, само момент да ви покажам што станува збор, значи од претходниот all time high до моментот кога ние направивме купување, цената веќе беше падната од 72 до 73%. Гледате. Затоа, значи 72 до 73 од претходни 85%, кои што се претходните bear маркети, значи чисто да ви покажам за да имате оприлика представа за што уствари сакаме да кажеме. Значи претходните bear маркети досега покажуваат дека биткоин дури кога имал многу помал маркет кап не паднал под да речеме 90% од сопствената all time high вредност. Еве, чисто да ви покажам, 2017 сме имале, само да го најдеме најдлабокиот дел од 3000, ево овде, 84%. Доколку се вратиме назад во 2013 година, чисто да имате главно представа, значи колку прилика се очекува максимално, затоа што кога биткоин имал многу помал маркет кап, многу повеќе можел да падне. Колку повеќе се зголемува маркет капот, како што рековме, толку е потешко за самиот да падне, односно многу постабилен. Затоа и очекуваме дека можеби нема да падне толку многу како што тоа беше во случајот во претходните два булрана. Ќе гледате, 87. Значи никогаш не паднал повеќе од 90% во сопствената вредност. Затоа и очекуваме дека и овдека со оглед на фактот дека немаше blow off top, што е наше мислење како тим и како анализа која што ние спроведуваме, дека голема веројатност дека можеби нема да отиде до 85% како претходно. Дополнително да не забораваме дека самиот маркет кап на биткоин е многу поголем за разлика од претходните два булрана, затоа очекуваме дека можеби корекцијата нема да отиде надолу до 85%. Со оглед на фактот дека моментално на 72-73% купивме, а 85, еве, доколку би се придвижили надоле за да видиме, значи 85, тоа би било негде околу 10.000, значи 10 до 11.000, што искрено ако мене ме прашувате, значи види, секогаш во крипто секогаш се е возможно. И паѓање на биткоин до 10 е легендарна можност, што можеби ќе ја видите само еднаш во животот. Но реално во моментот она што го гледам, пред да ги видиме резултатите од следните rate hikes, ја мислам дека се уште е рано да дискутираме за потенцијални 10.000, но да се вратиме на нашиот DCA план. Како што рековме, ова е портфолиото кое што ќе го имаме во 2024 година, нормално тоа е оно што очекуваме. Со одземање на сол од нашето портфолио, денес донесовме одлука зошто тоа нема да го правиме веќе, ќе ви кажам во наредните неколку минути, чисто да ви објаснам во однос на оно што го правиме моментално. Значи, како што може да видите со реалоцирање на 25% од нашето вкупно портфолио, моментално се наоѓаме на 28,7 или 29% Етериум од нашето портфолио, на второ место е 33,5% Cardano, трето место е Polkadot со 21,4% и четврто место е XRP со 16,5%, со тоа што не направивме купување на XRP. Ова е оно што го имавме од предходно.
со оглед на фактот дека овие три ни беа побитни, ќе ви кажем и зошто во однос на фактот што се случува моментално на пазарот. Затоа и да се вратиме повторно на чатот само за момент, значи во случај да имаме подлабок пат, како што рековме, значи може да имаме пат најпрво како левел, ова би бил следниот левел до кој што би очекувале пат, затоа што ова е local all time high во bear маркетот 2019-2020 година, а тоа е цена од негде околу 14.000, што би очекувале дека доколку се случи историски прв пат видено да се пробие 300 денелната средна вредност, очекуваме дека следно тоа ќе биде уствари местото каде што цената на биткоин сигурно ќе се задржи, со оглед на фактот дека не знаеме, значи rate hikes како такви нема направено посебно не од ваков магнитуд, ваква големина во последниве 20 години. Затоа и ќе мораме да видиме како тие ќе реагираат на самиот пазар, дополнително ги следиме SPY и Nasdaq и ќе видиме како сето тоа ќе се одрази на самиот биткоин и крипто пазар, затоа и на нашето портфолио направивме разделба на истото, односно делот каде што имаме стейблкоин и кеш, го разделивме на 4 парцели фактични по 25% со цел да можеме да го следиме подобро маркетот и да утврдиме дали ќе имаме подлабоко дно. Значи, иако можеби сме го пропуштиле, во случај да сме го пропуштили ова стварно да било дното за овој маркет и да почнеме да се движиме нагоре, нас нема да ни биде проблем да ги реалоцираме подос на овие 75% останати од кеш и стейблкоини, иако сме промашиле дното, затоа што никогаш не заборавате да гледате значи макросликата, значи дури и да ги финансираме, да ги инвестираме овие, еве да речеме од левел од 30, еве да речеме дека сме добиле корекција, сме утврдиле дека тоа може би било дното, дури да сме ги инвестирале во левел од 30, само до претходниот all time high ние веќе ќе имаме 126% профит. Тоа е дури и да промашиме 10.000 да сме инвестирале од 30.000 со останатото портфолио кое што го имаме, нема да ни биде проблем затоа што сепак ќе бидеме 126% во профит и со оглед на фактот дека 25% веќе сме инвестирале овде. Затоа и рековме DCA е единствената стратегија која што ќе работиме како таква на каналот. Значи нема да има тргување на мали дистанци, на оние дневни, часовни анализи, затоа што како што реков за канал, посебно за канал за почетници е многу лошо да се дава таков тип на анализи, затоа што иако има неколку луѓе што се искусни, нормално на самиот канал и во групите во кои што ги објавуваме нашите видеа, поголемиот дел се нови на пазарот и доколку сами сакаат да се обучат во ова, нас нема да ни биде проблем, ќе ни биде мило, но како такви сносуваме на некој начин одговорност затоа што оние што го даваме не се финансиски совети, но сепак многу од луѓето ги следат и затоа не сакаме никој да дојде до ситуација да изгуби затоа што се обидел да направи брз профит. DCA за разлика од тоа е стратегија каде што не може да изгубите. Колку подлабоко се движиме надоле, дури да стасаме до оваа легендарна 10.000 цена, 10 до 13.000 кој што би била максималниот хорор што можеме да очекуваме во овој bear маркет, значи нешто што ќе биде ретко видено. Значи дури и тоа да се случи повторно ќе биде одлично во однос на тоа кој има соодветни средства за да може да внесе на пазарот, затоа што ние како нас сме убедени дека ова ќе остане и дека истото што и да внесеме подолу ќе биде многу подобро за нас. Сега, да не длабочиме повеќе со анализа, само ќе ви покажам уште еден мал сегмент од истата, она што го најдов во моментов. Значи ова е, иако вас верувам дека ви беше представено и претходно, чисто сакам да ви покажам како изгледа моментално еден од работите кои што ги најдовме, а тоа е овој сегмент. Само момент, не знам поради која причина не успеав да го направам. Значи, ова е еден од каналите кој што јас искрено се надевам дека нема да дојде момент да успееме да го видиме како таков. Се видам да сватам зошто не ми дозволува. Само момент. Значи, ово ќе го обработиме во длабочина која ќе правиме самата анализа на биткоин за еден ден, но чисто сакам да ви покажам дека овој, ако се сеќавате, bear flag го анализиравме од оваа точка и како таков, ако се сеќавате, кога успеавме да го најдеме дното, тоа беше практично овде, односно дното на самата акумулациона зона. Сега,
Има уште една алтернатива на овој bear flag, а тоа е дека можеме да го земеме како целосна макро стратегија, практична стратегија, макро формација, која што во оваа ситуација гледате што ни дава. Значи во оваа ситуација доколку ја земеме оваа макроформација и доколку ја поставиме од истата ситуација ни дава следна цена од 14.000, затоа и како што можеме да видиме кореспондира со самиот претходен local all time high. Затоа и ја дадовме оваа следна мета како таква, дека доколку се проложи со овие rate hikes и со ова паѓање на самите берзански пазари, тоа е следната формација која што ја гледаме дека ќе се придвижи надолу до 14.000 и затоа ја оставивме толку голем дел од нашето портфолио за евентуално да видиме што ќе се случи понатаму со самата цена, но за тоа повеќе што рековме во биткоин анализата, тоа беа причините поради кои што купивме, посебно ова ова вртење на самата цена, ова голема зелена точка која што значи промена на трендот, како што може да видите многу ретко се случува да добиеме таква. Значи гледате, тоа се случило овде и гледате што се случило со самата цена на биткоин. Значи имаме ова е уствари оној bear flag кој што сега ви го покажувам. Значи во моментот кога сме добиле таа зелена точка, сме добиле солидна корекција нагоре од 32 до 48к, што е стварно солидна корекција, затоа и кога ја добивме оваа точка, еден ден пред да купиме, одлучивме дека е време да се купи, во случај да сме грешка и да нема подлабоко паѓање на биткоин, иако нашата анализа се уште покажува дека ќе имаме уште подлабоко паѓање на биткоин, но не, останува да видиме, како што рековме, макрофакторите не се само техничка анализа, мораме да видиме што ќе се случува и со останатите вести на пазарот. Сега, прво сакам да ви кажам зошто значи од нашето портфолио одлучивме дека Solana нема да ја земеме како коин во предвид и како таква веруваме дека е опасност за било кој што би сакал да ја земе. Значи проектот како таков е солиден, немаме проблем никако со проектот, веруваме дека истиот може да има голем успех, но она што го видиме моментално овој викенд од Solana, она што тие го направија со цел да ја спасат Solana од потенцијален да речем банкрот, беше ситуација во која што една од апликациите која што е изградена на Solana, која што се нарекува SolEnd, тоа е уствари лендинг платформа која што како таква е доста задолжена, посебно со ова каскадно ликвидирање на огромни играчи. Значи, проблемот е што самата задолженост на SolEnd доаѓа до момент каде што еден од луѓето кои што се практично позајмувачи од самата платформа држи толку голем влог на платформата што доколку истиот не го ликвидира и не го отстрани моментално од самата платформа, може да предизвика каскадно рушење на целиот систем на Solana и практично нешто слично на она што го видовме со Celsius. Затоа и замислете што направи Solana. Значи самиот одбор на практично на Solana, затоа што Solana треба да представува DeFi, односно децентрализирани финансии, со оглед на фактот дека она што моментално го направија, значи нема да навлегувам во детали, само ќе ви кажам дека замислете Solana одлучи да се направи гласање во однос на SolEnd и во однос на тоа што, значи, прво Solana стапила во контакт со овој Whale, да речеме, и истиот одбил да практично да помогне, односно да го ликвидира својата позиција со цел да не дојде до целосна ликвидација на Solana. Од овој момент Solana одлучува дека ги преземе работите во своји раце, каде што отвара гласање, затоа што значи самите децентрализирани финансиски сегменти во криптото можат да менуваат делови од својот протокол, односно блокчейн со гласање, со тоа што во гласањето, значи прво самиот предлог да се влезе во самото портфолио на овој Whale и да се направи против негова волја ликвидација, односно она што е потребно за Solana да не дојде до банкрот, е целосно, како да кажам, напаѓање на вашата приватност како криптоинвеститор. Значи, замислете, они го направиле тоа, успеале да го достигнат потребното нормално yes, за да може да го направат тоа како потек, со тоа што да не забораваме фактот дека потребните класови се добиени со само еден Whale, исто така на спротивна страна, односно со само
еден новчаник кој што поседува огромна количина на сол и на тој начин е направен практично престап, не е ова престап, туку ова е буквално криминал, со тоа што се влегува во значи гледате, со тоа што се влегува во самиот новчаник на лицето и се делува против негова волја на тоа што он сака да го направи. И нормално повторно сега моментално Solana, значи затоа и како што може видите рубриката, значи имаме втор глас со кој што се враќаат овие emergency powers назад, односно се распушта оваа моќ да може да се директно делува на портфолијата на луѓето кои што имаат било каков влог во апликациите на Solana, но проблемот е што штетата е веќе направена. Тоа значи дека во било кое време Solana има моќ да дојде, значи тоа не е децентрализирани финансии, тоа е буквално централизирани финансии. Нема никаква разлика од тоа дека државата може во било кое време вас да ви ја замрзне сметката без да ја праша. Значи тоа е истата ситуација во овој момент. И значи кога гледаме дека Solana може да се дрзне да го направи тоа без разлика дали станува збор за да се спаси себе си или не. Тоа воопшто не е битно. Значи мене доколку ме прашувате, децентрализираноста на криптото е една од главните причини поради која што поголемиот дел, посебно од оние кои што имаат минимални финансии, доаѓаат овде. Значи барем она што го имате да може на некој начин да го заштитите од големите играчи кои што може во секој време да ви го одземат доколку стои во банка. Сега, со тоа што ние го видиме моментално од Solana, одлучивме дека како таков проект нема да го земеме во предвид нашето портфолио, поради страв дека ваков тип на акции, прво, се нелегални, второ, може да предизвикаат, да речем, играчи како SEC, значи оној орган во Америка кој што е задолжен за хартии од вредност, да ги тужи или било кој друг орган, да речеме, затоа што ова е буквално противно, односно ова е каде што треба такви институции да настапат за заштита на инвеститорите, што не верувам дека ќе се случи затоа што позади Solana има голем капитал од големи играчи во Америка кои што буквално ги контролираат ваквите институции, но да не налегуваме во тоа. Поентата е дека или може да се случи голем дел од луѓето да го напуштат проектот Solana поради ваков тип на одлука, затоа што гледаме дека вашите средства не се сигурни. Во било кое време, доколку ви стоат во една од апликациите, може да биде во ваше име направена одлука за вашите средства, што е недозволиво. Или пак, како што реков, може да се случи да биде тужена со оглед на фактот дека значи, некој влегол, направил нешто во спротивност на договорот кој што се го попишале со луѓето кои што инвестираат на вашите DApps. Иако тоа не е званично попишан договор, со тоа што вие влегувате, значи нормално ги прифаќате оние terms and conditions, што уствари представува договор за вашето користење на платформата, а ово што го направи Solana е комплетно спротивно на самиот договор. Сега, значи ова беше главното што сакавме да ви го кажеме во однос на самата Solana и зошто нема да ја користиме на нашето портфолио. Значи не планираме да купиме Solana, ќе го одземеме ова како еден од главните проекти кои што сакаме да ни биде во Layer 1, да речем, солуциите. Тоа беше причината зошто. Направете и сами истражување, видете, значи ова што ви кажувам е информација од јавен карактер. Значи ова моментално испадна на секаде низ светот и сите се запознаени со ситуацијата. Сега, да се вратиме на останатите неколку проекти и зошто истите одбраме да ги купиме сега. Значи, веќе го гледавте, претпоставувам, моето видео за Ethereum и за Ethereum и што следува во самиот Ethereum во 2022 година. Односно самиот Ethereum е многу блиску до правење на конечниот мерџ, односно кога практично двата паралелни проекти кои што моментално постојат во Ethereum, а тоа е Proof of Work и Proof of Stake, ќе направат мерџ и ќе стане еден екосистем, каде што конечно Proof of Work ќе стане само еден од шардовите на мултишард системот на новиот систем на Ethereum, односно Ethereum 2.0. Со тоа што со тоа што го следиме самиот пазар, имаше најава од самиот Виталик Бутерин. Сакам само да ви покажам овде како го има тоа најавено во самиот Значи гледате. Значи имаме најава од Виталик Бутерин на Шангајскиот Web Developer Summit дека можно е да се случи овој мерџ во август 2022 година. Значи видите, најави од него има скоро секој 3 месеци дека ќе се случи. Ваквиот мерџ требаше да се случи во 2019 година. Значи детално за тоа што представува ова и како тоа ќе помогне на Ethereum може да погледнете во моето видео за Ethereum. Беше објавено пред 3 дена.
може да го најдете на нашиот канал, многу едноставно. Со тоа што би напоменал уште еднаш дека ваквиот мерџ е исклучиво важен, затоа што ваков тип на голем проект да промени работа од Proof of Work во Proof of Stake е нешто невидено до сега на пазарот и е еден од многу големите храбри чекори кои што Ethereum ги превзема со цел да се унапреди себе си, и затоа сакаме да имаме дел во самиот Ethereum кога тоа ќе се случи, затоа што можно е, значи, самиот Ethereum да има солидна практично корекција нагоре. Тоа не значи дека нема да продолжи да паѓа, но можно е да се случи дното веќе да биде направено со оглед на фактот дека после ваков тип на јак, многу битен апдейт, односно апгрейд на самиот блокчейн технологија на Ethereum, може да се случи и да не падне до нивоата на $800-900 каде што и го видовме. Затоа и одлучивме дека е паметно да се купи голема количина од Ethereum. Доколку го погледнете на нашето портфолио, моментално истиот представува скоро 30% од нашето портфолио, што искрено доколку мене ме прашувате, Ethereum е секогаш паметно да се купи. Нормално останува на вас да направите собствено истражување, но за нас Ethereum е доколку доколку биткоин е злато во самиот блокчейн технологија систем, екосистем, тогаш Ethereum дефинитивно е нафта. Значи истиот моментално е платформа на која што има најголем број на dApps, имаме најголем број на NFTs, имаме најголем број на било каков тип на проекти кои што имаат потреба од циркулирање. Значи Ethereum како таков е буквално животна сила на моменталниот блокчейн свет генерално, иако има некои, да речеме, системи кои што полека се приближуваат, како што е на пример DOT, Cardano и слично, сепак моментално Ethereum е непобедлив втор најголем блокчейн технологија заедно со смарт контракт технологија која што ги има во себе интегрирано, и како таков со овој мерџ може да достигне до, да речем, солидна корекција нагоре која што може да предизвика цената веќе да не се врати назад до овој левел од 900, и затоа подобро беше, одлучивме да го купиме сега за да не бидеме да не ни биде жал подоцна, а доколку цената падне нормално повторно ќе го купиме без воопште да размислуваме. Cardano, затоа што моментално на крајот од овој месец ќе биде Vasil Hardfork реализирана. Значи повеќе за тоа можеби ќе гледам да направам значи видео во наредна недела дена, со оглед на фактот дека Vasil Hardfork е еден од најбитните апгрейди кој што е направен на Cardano од самото интегрирање на смарт контракти. Значи за тоа и ќе гледам да направам видео. Не сакав да го направам пред време затоа што повторно има некои најави дека можно е да биде презакажан, но нели. Затоа и почекав да видиме како се до тоа ќе се движи, доколку немаме практично поместување на датумот, затоа што и Cardano се случува многу често ваквите датуми да бидат поместени понекогаш и за повеќе месеци. Затоа и сакав да почекам да видам дали самиот Vasil Hardfork на вистина ќе стапи на сила. Како што гледам до сега нема званично од Cardano ништо дека истиот ќе биде преместен, иако има некои незванични вести, луѓе веруваат дека тоа може да се одложи, но како таков верувам дека заслужува видео за да видите што следно е за самиот Cardano. Со тоа што во оваа ситуација, како што може да видите, позицијата на Cardano ни е исто така многу голема, во случајов ни е најголема на самото портфолио. Моментално одлучивме да држиме само овие 4 криптовалути, ништо повеќе. Затоа што како такви моментално истиве се Blue Chip, еден од некој од топ 10 најдобрите блокчейн технологии, кои што од друга страна да не забораваме дека основоположниците на Polkadot и Cardano се истите луѓе кои што претходно работеле во Ethereum, односно истите се основоположници на Ethereum. Polkadot е направен од Gavin Wood, кој што во исто време е човекот кој што го напишал програмскиот јазик во кој што е работен Ethereum, додека Чарлс Хоскинс е човекот кој што го направил Cardano, исто така еден од основоположниците на Ethereum, кои што понатаму се придвижуваат во правење на своји криптовалути со оглед на фактот дека истите согледуваат кои се недостатоците на Ethereum и сакаат истите да ги надминат со други проекти во криптосферата. Оттаму и толку голема доверба во самиот Cardano. Значи лично зборувам за мојот тим, не зборувам за никој друг. Јас ви кажувам она што го гледам, а она што го гледам моментално за Cardano ми се допаѓа. Дополнително со тоа што ние самиот Cardano го користиме за, значи на самиот CC Vault, го користиме за финансирање на оние нови dApps кои што се појавуваат на Cardano. Моментално сме во 7 различни dApps кои што моментално даваат токени за тоа што вие го стекате собствениот ADA,
а го стейкаме од нашиот момент, значи истиот не е лоциран како на soft wallet или пак на платформа, туку истиот е лоциран на нашиот NanoX Ledger, со тоа што е целосно сигурен, е во наши раце, а сепак можеме да го стейкуваме за Cardano, плюс за дополнителни токени од ISO проектите кои што се развиваат на Cardano. Значи на Cardano блокчейн технологијата. И последниот во кој што финансиравме, тоа беше Polkadot. Исто и таму ја покачивме малку нашата позиција на 21,4%, со тоа што во оваа ситуација Polkadot ни е битен затоа што не знам до сега, значи доколку си гледа нашите видеа, ќе сте виделе дека учествуваме на аукциите на Polkadot, значи тоа е истата ситуација. Како што Cardano развива свој блокчейн систем, односно блокчейн екосистем, така и Polkadot го прави тоа на различен начин. Кај Cardano имаме ISO, односно Initial Stake Offering, каде што вие давате собствен Cardano на одредени проекти, а ваквите проекти ви даваат или Cardano и собствени токени, или пак само собствени токени во однос на секој од овие проекти е различен, затоа што вие стейкате за нив, практично ги алоцирате своите токени во нивниот пул, во нивниот базен. За разлика од тоа, кај Polkadot малку системот е поинаков. Значи овде ќе имаме аукции на кои што на самите аукции фактички вие учествувате со вашите токени. Значи во двете ситуации, и во ADA и во DOT, вие учествувате со собствени токени кои што понатаму ќе ви бидат вратени. За разлика од тоа, во ADA во било кое време може да си ги вратите токените назад и да престанете да стейкате за одредените проекти, додека за разлика од тоа во Polkadot вашите токени се фактички алоцирани на нивниот директен сервер, а тоа е овој Polkadot.js, тоа е уствари extension wallet, кој што е директно интегриран на самата Polkadot блокчейн технологија. Значи ова е тоа како изгледа, со тоа што значи доколку сте запознаени со ова, доколку не, фактички нивното градење на значи на нови проекти, односно dApps, е директно поврзано со гласање за ваквите проекти кои што се кандидираат и фактички вие гласате со тоа што вие го заклучувате собствениот DOT на 2 години, а истите за возврат ви даваат собствени токени кои што ќе ги добивате пропорционално во однос на овие 2 години каде што вашите DOT токени се заклучени. После тие 2 години DOT токените ќе ви бидат вратени на Polkadot.js extension walletот и ќе може да, нели, повторно или да гласате или пак повторно да ги продадете, зависи што уствари вас ви одговара, со тоа што да не забораваме дека зошто ние го направивме ова. Значи затварањето на нашите Polkadot токени кои што ги имаме во голема количина, посебно заради тоа што сме скоро во сите овие значи во сите овие проекти влезени, ни се заклучени за 2 години. А да не забораваме, 2 години од моменталниот датум, еве да речеме, а тоа е 21 јуни, значи тоа се 2022 до 2024. Значи ние ќе бидеме буквално веднаш после халвингот кога ќе ги добиеме нашите DOT токени назад, што значи дека цената на DOT ќе почне да се движи нагоре, а ние во моментот сме добиле уште еден куп различни токени кои што добиле на ваквите аукции. Значи затоа ви реков, на тој начин добивате дупло, затоа што вие тие Polkadot што не сте ги продале, вас иако не ви носеле стейкинг, ви носеле други токени кои што понатаму ќе може да ги продадете заедно со вашите Polkadot токени. А тоа ќе биде напоредно одма после самиот халвинг во мај 2024 година. Сега, значи чисто да видите како тоа изгледа. Значи со мали промашување, на пример Bifrost не успеавме затоа што не очекуваме дека ќе победи, а истиот, значи буквално во рок од 2-3 дена успеа да го собере оној амаунт кој што му е потребен и не успеавме да влеземе во истиот. Гледате дека во сите овие токени имаме финансирано. Original Trail, тоа е момент, да, беше победник, исто и овој го пробашивме. Сега, во првите 4-5 проекти, оние кои што беа првите успешни проекти на Polkadot, за жал не финансираме директно на Polkadot.js платформата, туку финансираме преку Binance. Не знам дали знаете, но многу често самите централизирани менувачници ви нудат преку нив да практично алоцирате токени на Polkadot за да учествувате во овие аукции, но разликата е во тоа што, чисто да ви кажам да имате представа, значи доколку ги погледнете самите токени каде што финансирате, односно доколку ги отворите овие аукции,
може да видите дека многу често имате посебни бонуси кои што ги добивате во случај да сте да исполнувате некој од овие услови, како што е на пример да сте финансирале рано во првите 24 часа, да се финансирале во претходни на Кусама проекти, да имате некои други. Значи гледате, скоро сите овие проекти имаат дополнителни бонуси кои што ги добивате во случај да сте ги исполниле овие услови, кои што ќе ви бидат директно дадени на вашето портфолио во Polkadot.js порталот. За разлика од тоа на пример на почетокот не го знаевме ни ние. Значи, Binance ги задржува сите овие бонуси, вие ги добивате само она основна количина, односно, да речеме во оваа ситуација 22,71 токен во замена за 1 DOT во однос на тоа колку сте финансирале. Значи, ги добиете само основните токени. Ништо од овие бонуси нема да добиете, а тоа е голема загуба. Значи, верувајте ми, во некои проекти е многу голема загуба. Значи, замислите 10 проекти дополнително. 10% дополнително ги сте добиеле доколку сте финансирале директно овде, кои што Binance ги задржи во ваше име, затоа што финансирате преку нив. Затоа во оваа ситуација одлучивме дека сите понатамошни аукции ќе ги правиме директно, значи може да видите дека ова, гледате, на сите овие имаме contribution. Значи на повеќето од проектите досега имаме contribution со 2 пропуштени, кои што за разлика по наша вина очекувавме дека нема да бидат победници, но истите беа. Но тоа не го менува фактот дека ние ќе продолжиме и понатаму. Значи, самиот Polkadot, замислата на Polkadot е на самиот Relay Chain да има 100 проекти кои што ќе бидат директно поврзани. И овие 100 проекти фактички ќе бидат конектирани директно на Relay Chain, односно ова е самиот Polkadot, а ова се 100 проекти кои што со аукции ќе бидат еден по еден ставани и истите највеќе може да имаат комплетна, значи највеќе може да бидат 2 години на самиот Relay Chain пред истите да морат повторно да бидат гласани од самите Polkadot, значи од луѓето кои што поседуваат Polkadot со собствениот DOT, гласаат за тоа дали овие проекти повторно ќе бидат на самиот Relay Chain, со тоа што Kusama самиот по себе тоа е оној тестнет на Polkadot, истиот со неговите проекти ќе биде практично една позиција на Relay Chain-от и неговите проекти ќе бидат директно поврзани на самиот Kusama. Сега, нашата идеја е да финансираме 100 проекти, односно како доаѓаат на сите да имаме одреден влог, со тоа што истиот влог кога веќе еднаш сме го внеле и истиот да речеме веруваме дека до следниот халвинг постепено ќе успеат да стасаат до моментот да ги направат сите аукции, со оглед на фактот дека моментално сме на последната аукција каде што ќе ги гласаат од 19 до 25 токен, а со тоа веќе 1/4 од токените се интегрирани на самата мрежа. Значи они мораат во рок од 2 години да успеат да ги интегрираат сите токени за да може да почнат повторно од нула, односно од оние првите кои што веќе ги добиле ваквите позиции на Relay Chain-от, со тоа што идејата нас ни е, ако ова се првите и успеавме да направиме цел круг и сме финансирале во сите овие проекти, кога ќе ни бидат ослободени овие токени, ние повторно да ги ставиме на следните проекти, со тоа што доколку веќе сме направиле еден круг и сме финансирале во самиот круг, односно 100 проекти, ние немаме потреба да внесуваме нов DOT кога ќе дојде повторно да се финансира за нови проекти, односно можеме да користиме истиот DOT со оглед на фактот дека очекуваме DOT да биде со многу поголема цена во следниот булран и понатаму, што значи дека автоматски без додавање на нов DOT, вие истиот DOT го користите со многу поголема сила со оглед на фактот дека неговата цена ќе биде многу поголема, а за разлика од тоа колку е неговата цена поголема, толку и новите проекти ќе нудат повеќе токени за секој DOT вложен во нивните аукции. Затоа и таквата идеја ни беше да продолжиме постојано, сега ќе видиме, нели, нормално, можеби DOT нема да постои, не можеме да знаеме, но со оглед на фактот каков квалитетен кадар стои позади истиот и проектите кои што моментално се интегрираат, кога ќе видите кои се количините на тоа колку DOT е заклучен, еве, чисто да се придвижиме на некој од нив за да видите зашто станува збор. Ќе видите колка количина на пари е заклучена на 2 години, ќе ви стане јасно зошто веруваме дека истиот има многу голем потенцијал. Еве, нема ли додиме на првите токени. Значи за Affinity да победи, она што веќе го спомнавме, тоа е она NFT платформа која што ќе биде на Engine, фактички Engine стои позади Affinity. Заклучени беа 7 милиони и 700.000 токени DOT. Само не заборавајте, ова беше во сега ќе ви кажам точно кога се случи и да видите која е разликата во цената на DOT, да видите колку е голем
Значи обемот на пари кои што се заклучени, да, ова е сега моментално 60 милиони, но не беше 60, беше многу повеќе, со оглед на фактот дека кога Affinity како таков беше класан, цената на DOT беше негде околу 30 до 40 долари, што значи дека замислите ако е 40 долари, а моментално се внесени 7 милиони и 700 000 DOT токени само за Affinity. Гледайте, 6 милиони, 5,5 милиони, 2 милиони, 7, 2,4 милиони, 2,4 милиони. Че ова се пари кои што се внесени и заклучени за 2 години за овој проект фактички да добие место на самата платформа, а за замена да добиете токени од истиот проект. Еве сега ќе ви покажам првите колку беа. Значи замислете, ова беше кога цената на DOT беше скоро максимална вредност. Значи 35 милиони и 700 000, 32 милиони и 500 000, 10 милиони и 700 000. Гледайте, че ова се пари кои што се заклучени за 2 години, че тоа се луѓе кои што воопште не размислувале. Ги дали собствените пари во замена за Moonbeam, Akala, Parallel Finance, Astar и нормално, за жал ние го направиме тоа преку Binance, но нели, нормално така се учи, затоа и знаеме понатаму да го правиме тоа директно. Значи на тој начин успеваме да видиме дека самите централизирани менувачници се можеби единственото место каде што може соодветно да се купи и продаде токен, коин, но во исто време тоа не значи дека треба да ги чуваме нашите средства таму. Ќе напоменам уште еднаш, ќе се вратам на оно што го објавивме пред 2 дена, односно тоа е на видео каде што објаснуваме што се тоа хардвер, софтвер, волети, менувачници и која е битноста на поседување на собствените клучови кај вас, затоа што доколку тоа не го поседувате, може да ви се случи било каков дебакал од типот на Celsius, каде што фактички и да имате средства не можете да ги повлечете, се додека платформата не одлучи да ви дозволи да ги повлечете. Значи тоа не се ваши средства. Ваши средства се средства за кои што може да располагате во било кое време. Затоа ќе напоменам уште еднаш, знам дека ова е можеби досадно, неколку пати сега што го спомнам, ќе го спомнам постојано, затоа што мора да разберете дека оние средства кои што ги поседувате на собствен хардверски волет, по можност да биде хардверски волет, доколку не сте во состојба и софтверски волет е подобро, но клучевите мора да ги чувате многу сигурно, со цел да бидете на некој начин сигурни дека собственото крипто може да го користите само вие и никој друг. Многу од овие софтверски хардверски волети нудат стейкинг, така да не мора да го изгубите тој дел, значи може да ги стейкате собствените криптовалути, иако најчесто тоа се криптовалути од blue chip сферата, негде оние топ 25, но тоа не го менува фактот дека е подобро да имате помал стейкинг reward, каде што вашите токени се секогаш во ваши раце, отколку вашите средства да се наоѓаат на некоја платформа каде што добивате супер стейкинг rewards, а одеднаш се случува да ви бидат заклучени и да ви кажат дека поради одредени причини вие не може да ги добиете вашите средства и мора да чекате, што е недозволиво. Поентата на крипто е во секое време да имате пристап до вашите средства и никој поради никаква причина да не може да дојде да ви ги одземе или забрани. Тоа е идејата. Значи ова беше основата со која што сакав да ве запознам во однос на апдейтот на нашето портфолио. Значи, нашето портфолио ќе го апдейтираме и понатаму. Секогаш кога ќе правиме купување и продавање од истото, ќе ви информираме со цел да имаме, значи да бидете фактички едноставно во текст со она што го правиме, не за да го направите истото и вие, значи нормално вие треба да донесете ваша одлука, но за да сватите дека самата, значи мораме да ви доближиме самата анализа која што правиме со она што ние го правиме директно на нашето портфолио, затоа што едно е да ви кажуваме што треба да се направи, а друго е ние истото да го правиме. На тој начин ќе може и самите да видите како моментално самото портфолио ни донело профит, ни донело загуба. Значи буквално тоа е најдобриот момент кој што може еден канал да го понуди на собствените сабскрајбери, а тоа е да видат самите какви се резултатите од работата на самиот канал преку нивното портфолио. Значи за тоа ќе продолжиме да ве информираме детално. Нормално ова е првиот официјален апдейт за самото портфолио, претходно ви покажеме само што е тоа што очекуваме да го имаме на крајот на почетокот на булранот во 2024 година, но затоа и рековме дека постојано ќе апдейтираме, дури да правиме помали купувања. Значи ова е само еден од најголемите купувања кои сме ги направиле на пазарот моментално, затоа и вреди да се направи видео за истото и зошто тоа го направивме. Останува на вас да направите собствено истражување
кога и како е паметно. Не заборавајте дека моментално цената е на 70, па ако не и 72% под претходниот all-time high од претходни два булрана каде што сме имале само 85%. Значи, иако имаме простор за паѓање надолу, тоа може да не се случи. Не веруваме, значи, веруваме дека може да има уште дополнително паѓање надолу, може би не до 85%, но ќе следиме заедно нормално, ќе ви кажеме што мислиме и ќе кажете и вие што мислите. Затоа и постојат коментарите, затоа и сме отворени за соработка со сите луѓе на кои што се соработуваат со нашата група. И со тоа ќе го завршиме нашето видео за денес. Се надевам дека ви помогна во однос на вашата стратегија да направите споредба со некого што вие планирате да правите понатаму. Ви благодарам на вниманието и ви благодарам на соработката и се додека имаме поддршка од вас, нашиот канал ќе создава нови материјали. Значи, овде сме за да помогнеме на луѓето кои што не можат да научат затоа што имаат бариера од јазик или слично. Затоа и уште еднаш ќе кажам, ви благодарам на поддршката и се гледаме во следното видео. Поздрав и имајте добар ден од каналот на CryptoGamingG.